Повеќе од 40 учесници од 17 земји се дел од третата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура на Универзитетот Свети Кирил и Методи, чиј последен ден е денешниот. Но убав повод да продискутираме за тоа како помина изминативе денови кои што се во знакот на 100 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов. Весна Мојсова-Чевпишевска, професорката, инаку директорка меѓу другото на меѓународниот семинар, ни е нагости во Македонија наутро. Добро утро, професорки, добре дојдовте во утринската програма. Добро утро на сите гледачи на утринската програма на Македонската радиотелевизија. Бројот на учесници годинава сведочи за се поголемиот интерес за изучување на македонски јазик и сега за да појасниме каков е интересот, ќе кажеме дека има од Кина, Виетнам, САД, Австралија, Полска, Турција, Словенија, Чешка, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија. И сега некако зборувавме и пред почетокот на разговоров, ова со регионот па и Европа до некаде ми е јасно. Но кога прочитав Кина, Виетнам, Молдавија, навистина се зачудив. Од каде интересот на учесници од овие земји за школата, професорке? Да, навистина е зачудувачки малку, нели, затоа што се поставува прашањето како дошле до тоа да имаат можност или да ја изберат да учат македонски јазик. Впрочем, за слушателите што доаѓаат од Народна република Кина, тој е всушност од најголемиот, најпрестижниот Пекиншки универзитет кој што се занимава, односно факултетот за странски јазици. Таму веќе сме во завршна фаза на испраќање на лектор по македонски јазик. И ова се првите слушатели што учат македонски јазик. Тие се слависти, познавајќи некои од словенските јазици, од некои други словенски јазици, еве се сакаат да научат и македонски. Ова за Виетнам доаѓа преку таа размена на студенти. Знаете, денеска студентите многу сакаат да шетаат, да одат во други средини. Од својата средина, од Виетнам, посакала да слуша словенски, балкански јазици на Универзитетот во Будимпешта. Таму имаме македонистика, имаме македонски јазик. Ете, од таму, учејки, доаѓајќи во Будимпешта, учејки во Центарот за славистика на Универзитетот во Будимпешта, земала македонски да учи таа кандидатка. Истото е со Молдавија. Студентката од Молдавија всушност студира во персонината на Романија, таму имаме исто македонистика и ете, така се случува покрај оние контакти што ги имаме со Соединетите Американски држави или со Австралија, а секако Европа е секогаш тука присутна, бидејќи имаме 10 лекторати низ Европа и уште 10 универзитетски центри каде што се изучува македонскиот јазик, литература и култура на повеќе нивоа. И секоја година фокусот меѓу другото состава на одредена личност чиј придонес за македонскиот јазик е неспорен многу значаен. Оваа година се одбележува 100 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов. Коригирајте ме ако грешам, но чинам дека токму преку поезијата на Шопов, раскошот во стиховите може најдобро да се почувствува убавината на македонскиот јазик. Така. Ова станува веќе и традиција, значи самата школа да биде посветена, односно да се врзе со нешто. Не знам колку се сеќаваат вашите гледачи. Првата зимска школа беше целата во знакот на творештвото на Блаже Конески. Минатата година втората зимска школа ја посветивме на творештвото на Горан Стефановски по повод 70 години од неговото раѓање. 2021 беше по повод 100 години од раѓањето на Конески. Еве, како што кажавте, оваа година е по повод 100 години од раѓањето на Шопов. И имате право, затоа што всушност највисокото ниво на познавањето на јазикот е во книжевност, односно во поезијата уште повеќе. И тоа напредно рамниште, некаде околу 12 на слушатели, ја читаат, ја исчитуваат, ја преведуваат, работат, ја откриваат поезијата, велелепната поезија на Шопов. Бидејќи кажавме во една пригода, Шопов не е само македонски, туку е и европски поет. И во тој контекст сакам да продискутираме наредниве минути. Се смета за централна личност на македонскиот јазик и литература на 20-тиот век. Да. Впрочем, тој е оној кој што ги гради мостовите помеѓу македонската и странската литература. Сметате ли дека благодарение на третата зимска школа ќе добие Шопов многу повеќе преводи и ќе се чита во странските така е. Ние и на тоа се надеваме, затоа што сега ова што се работи, ние се обидуваме да го откриеме Шопов во песни кои што не се толку многу читани, преведувани. Така што ова ќе биде еден вид потик. Сите кога ќе се вратат назад во своите средини, прво да истражат што има се преведено досега од Шопов,
а потоа да се зафатат и со нови преводи. И, еве, смена една убава идеја, таму некаде во текот на оваа година да оствариме едно издание на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи, издание во кој што ќе го покажеме Шопов, односно неговото творештво на повеќе јазици, значи Шопов на неколку јазици, и јас искрено се надевам дека тоа ќе го оствариме и ќе го продолжиме, односно ќе го вратиме Шопов ако сме го заборавиле до сега. Она со што фасцинира поезијата на Шопов е незината актуелност. Пишувана е пред децени, имаме впечаток при секое читање дека ги отсликува актуелните состојби. Впрочем, за универзалноста на поезијата на Шопов зборуваат и многу интелектуалци изминатиот период. Тоа е нешто што не поминува. Така. Ние некако сме подзаборавиле што се Шопов остави во поезијата, посебно таа негова релација која што има со Македонија и кон Македонија. Има извонредни стихови кои што сме ги, може до сега сме протрчале преку нив, каде што постојано покажува таа релација на Македонија како дел од светот и што би бил светот без Македонија. Го има кај него тоа дипломатско, нели, бидејќи знаеме дека бил во еден дел од својот период од животот амбасадор, и секогаш се обидува да ги направи тие мостови. Особено, да речеме, кај него е многу силна таа релација кога како амбасадор во Сенегал се обидува да направи спој помеѓу музиката која што се слуша, таа африканска музика на там-тамот, со тапанот, македонскиот тапан, играта на тие, нели, африкански танци, со тешкото, македонското оро тешкото, она црна магична жена, со плачот на македонската печалбарска жена. Така што тоа, како што вели Шопов, таа судбина на Македонија станува и судбина на светот. И рете да споменеме дека цела година ќе биде во знакот на Шопов. Ќе имаме низа настани, покровител и председателот Пендаровски. Оно што треба да го споменеме дека УНЕСКО меѓу другото ја поддржа годината во чест на Ацо Шопов на меѓународниот, на светскиот ден на поезијата. Простете 21 мај во седиштето на УНЕСКО ќе има многу убав перформанс. Така, тоа исто се случи со Коневски, еве сега се повторува, 21 март е ден на поезијата. Зошто во тој ден да не одекне Шопов на повеќе јазици, зошто да не се сетиме на неговото творештво. И навистина Шопов е инспирација, Шопов е поттик за нови исчитувања, нови преводи, а секако дека вие како телевизија ќе ги следите сите оние останати настани кои што ќе бидат врзани, нели, и ќе бидат во честното одбележување 100 години од раѓањето. И ако во еден сегмент од разговорот споменавме дека токму Шопов е еден од ретките кои што почнува да ги гради мостовите помеѓу македонската и странските култури. Ние сме должни тоа да го одржиме, продолжиме и интензивираме. Тоа е целта, меѓу другото, на зимските и летните школи, но тоа е целта и на лекторатите. За чиј интензитет многу се говори и се работи на нив периодов, што особено не радува. Да. Па секако ние не смееме да застанеме на оваа бројка на која што сме. Никогаш не треба да бидеме задоволни. Тоа е всушност и поттик на секоја образовна институција, како што е Универзитетот Свети Кирил и Методи, бидејќи мислам дека нема поголем чувар на таа странска македонистика од самиот Универзитет Кирил и Методи. Така што еве преку меѓународниот семинар ние постојано, нели, се трудиме да го прошириме тоа поле каде може да се отвори се нешто ново врзано со македонистиката. Ви го споменав, нели, Пекинг, на тоа интензивно работиме, лекторот да почне и со активна настава. Секако тука е и почетокот на работата на лекторатот и катедрата за македонски јазик, литература и култура на Државниот универзитет во Анкара, и замислете сега ќе имаме 2 центри во Турција. Покрај Истанбулскиот, кој што веќе 36 години интензивно работи и каде што е развиена на многу високо ниво таа македонистика, сега доаѓа и Анкара, и во нареден период секогаш тука се некои разговори од земји, нови земји, други земји членки на Европската унија. Тука мора да ги кажам како Чешката република, како Словачка,
не смееме да ги заборавиме и да го заборавиме и регионот. Секако дека можеме многу повеќе да направиме од типот нели да ги позасилиме нашите релации со Република Србија и секако со Република Албанија, особено бидејќи таму имаме и малцинства наши кои што всушност и сакаат да имаат врска со своите универзитети од своите матични држави, но да имаат врска и со образовниот систем, односно со можноста да го изучуваат македонскиот јазик, литература и култура, а секако нели овој меѓународен семинар тоа треба да им го овозможи преку ова заложување. И велите, има интерес од странците за изучување на македонскиот јазик на катедрите каде што ги имаме низ светот. Меѓутоа, податоците за тоа колку нашите граѓани, односно млади луѓе, сакаат да го изучуваат македонскиот јазик и да станат професори по македонски јазик е минимален. Кадри се намалуваат, за известно време, ако продолжи оваа тенденција, велите, ќе ги немаме. Така. Зошто е тоа така, професорка? Па, очигледно, за странците македонскиот јазик изгледа како екзотичен јазик. Значи, јазик кој што е, да речеме, привлечен. Земјата како Македонија како земја им е привлечна, таа е, еве мора да кажеме, библиски, има своја предисторија, има многу своји приказни, има убавини, има туризам, нели, можност за туризам, има можност за многу храна, се мешаат тука многу балкански стилови, многу држави. А ние некако не сакаме сите овие работи да ги видиме и секако младите се многу повеќе насочени кон други науки, особено кон техничките науки и намногу кон компјутерите, кон компјутерската нели технологија, но можеби можеме да најдеме и начини преку таа компјутерска технологија и да го поттикнеме развојот нели на македонскиот јазик. Впрочем, еве оваа зимска школа како се одвива? Се одвива виртуелно. Значи, секој може да остане и дома, а да се научи малку македонски јазик, да се закачи, да се влюби, да се, еве да кажеме малку, мели, разговорно, да се зарази со македонскиот јазик, литература и култура и потоа да посака да дојде, да престојува, да биде на летната школа кој што се случува во живо покрај Охридското езеро, нели така натаму. А нашите младите, секако можеби тоа е некој воспитување и кај нас и ние имаме чувство дека секогаш зборуваме што ке ти е македонски јазик. Учи англиски, англискиот е перспектива. Значи, мора да се смени и нашата лична перцепција. Да, англискиот ни треба, но исто така ни треба и македонскиот. И колку на овие школи зимски и летни суптилно ја праќате токму таа порака, дека добро е што странците сакаат да го изучуваат македонскиот јазик, но наша е обврската да го негуваме и унапредуваме. Така. И колку тоа навистина го правиме во пракса. И тука мислам на сите сегменти од општественото живење, образовниот процес, ние медиумите, сите граѓани. Така. Па, пораката секогаш е таа една иста, затоа што, впрочем, и ако сакаме тие странски македонисти да ги научиме, односно да ги привлечеме, мора да имаме добри лектори, мора да имаме добри предавачи, мора да имаме добри познавачи на македонскиот јазик, домашни македонисти, кои што всушност ќе ги пратиме нели, во светот и кои што ќе шира, да речеме, таа мисија за македонистиката. Но во принцип, македонскиот јазик мора да го негуваме и во домашна средина. Значи, секое зборување, секое обраќање, секој пишан текст, значи, мора да се води сметка на кое ниво е тоа. Значи, на кое ниво е македонскиот јазик, на кој што е напишано тоа, на кој што е изговорено, на кој што е кажано. И во тој поглед, навистина, мораме сите да дадеме максимално влог. Значи, и во медиумите, пишани, вакви нели видео медиуми, во порталите, значи мора тоа да се искоригира и мислам дека треба да се случи една посериозна перцепција за тоа дали, како, на кој начин одат тие текстови, дали тие текстови воопшто се лекторирани. Но во принцип треба да имаме и добри лектори кои што ќе го лекторираат текстот. Така што комплексно е прашањето, ама мораме сите да вложиме, секој од својата перспектива да вложи максимално на ова поле. Не случајно го прашав ова прашање, јазикот е нашето најголемо духовно богатство и многу жестоко зборуваме за него изминатиот период, што секако треба, но за жестоко да зборуваме и да се бориме за јазикот, треба да го познаваме јазикот, треба да ги познаваме оние кои што придонеле децении наназад за јазикот, како што е, например, Шопов и Конески биве загрижувало ли, например, да се направи една анкета колку знаат нашиве граѓани за Шопов, какви одговори би добиле? Па, мислам дека не знам, само како име да, меѓутоа што на вистина од Шопов,
се покажа дека и за Коневски не знаат многу. Иако да речеме Коневски беше на повеќе полење, на полето на јазикот, на полето на историјата на јазикот, на полето на книжевната историја, на книжевноста, на препевите. Шопов е многу силен во препевите. Ние не знаеме што се Шопов ни препеал од другите култури на наш јазик. Бидејќи тоа е многу битно. Тогаш покажувате дека вашиот јазик е богат, велелепен, дека можете да преведувате големи имиња од другите литератури и култури. Дека можете да преведете она што е најбитно, да речеме, од англиската, да го препеете Шекспир, да го препеете Бодлер и така натаму. Значи, од различни култури, Шопов многу правел во однос на тоа поле. И затоа треба да едуцираме и да работиме на оваа тема. Да. Кога чита учесниците на зимската школа поезија од Шопов, какви беа реакциите? Тие се многу возбудени, бидејќи секако дека тука е голема работата и на лекторот што работи нели на тоа поле, значи мора да ги прво да го разберат Шопов. Шопов е матен, Шопов е многузначен, значи не е едноставен за читање, меѓутоа кога не се за само обичен превод. Да, кога ќе влезете во поезијата на Шопов, вие се заразувате. Значи, сакате уште и уште. Значи, Шопов треба прво да се разбере, да се продискутира, да се види во еден поширок контекст, значи во контекст на целокупната негова поезија, во контекст на својата генерација, во контекст на оние 80-ти, 70-ти, 80-ти години на минатиот век, кога нели, се раскрил со својата поезија, и потоа да барате соодветни закачки, но и соодветни начини да го преведете и да го пренесете во другата култура. Ја гледам жестината и љубовта со која што зборувате за она што го работите, што многу ме радува и ме интересира дали ова што вие го правите, го препознавате кај вашите студенти? Јас и тоа безрезервно. Секогаш и на часови се дава максимално. Мислам дека колку давате, толку и добивате. И затоа во тој контекст и ова прашањето ваше претходно, ако дадеме ние доволно или многу, не можеме сите со ист интензитет, за македонскиот јазик, за македонската литература и култура, мислам дека тоа ќе ни се врати. Ако чекаме некој друг да го направи, ве сега да речам, не е тоа моја работа, тоа е на Кристина. Ако чекаме некој друг да го направи тоа, сигурно дека нема да имаме таков повраток, односно таква реакција. Така што да, јас во моите студенти гледам вистински потенцијали и имам неколкумина, не сакам никого од нив да одвојувам посебно, на кои што сум особено горда и мислам дека ќе ја продолжат, она што сум го почнала, таму да речеме како што сме, таму каде што ќе застанеме, некој друг да продолжи по тие стапки, таму каде што застанал Коневски, таму каде што застанал Шопов, јас да продолжам, по мене некој друг и така. Професор, благодарам за гостувањето во Македонија. Наутро денеска се заокружува третата зимска школа. Успешна за вас? За мене исклучително, тоа е интензивна работа, 6 дена, секој ден 5 часа, 30 часа во една недела да добиете, како часови за цел семестар е тоа. Многу интензивна, имаме од различни земји, може да кажеме 4 континенти, цела Европа, повеќе центри во Европа, а за вистинските резултати, нели, ќе ги видиме вистинските резултати дури по некој месец, кога ќе го видиме што остави таа зимска школа. И токму тоа сакав да го кажам, доколку двајца барем од сите овие учесници ги заинтригиравме амбициозно да работат на оваа тема, сме направиле успех, иако се многу повеќе од секоја школа. Секогаш се многу повеќе. Благодарам многу. И јас вам ви благодарам.